Државните институции од 8 декември ќе вршат меѓународни трансакции во евра преку единствената област за плаќање во евра СЕПА. Народната банка ќе ги врши овие плаќања за државните органи преку НЛБ банка. За ова да стане реалност беше потпишан договор меѓу гувернерот на Народната банка Трајко Славевски и председателот на управниот одбор на НЛБ Љубљана Блаж Бродњак. Следниот месец наместо 14 евра по трансакција, без гаранција за брзина и со дополнителни провизии на странските банки, преку СЕПА истите трансакции ќе чинат 3 евра за електронски налози и 5 евра за хартиени, додека сите приливи во евра преку СЕПА ќе се наплатуваат 3 евра. Од НЛБ банка се задоволни од договорот, велат од стартот на оваа опција за граѓаните, меѓународните трансакции се зголемиле во обем и во вредност. Како што е за фирмите и за физичките лица, така ќе биде тоа и за плаќањата на државата кои ги се извршуваат преку Централна банка, што значи дека ќе бидат плаќањата извршени со подобро корисничко искуство, побрзи и со многу пониски трошоци за Централната банка. Банкарите се задоволни од порастот на кредитирањето годинава. Велат висината на каматните стапки ќе зависи од одлуките на централните банки и интерните политики на банките, но сметаат дека се ниски во однос на нивото на инфлација. Од НЛБ банка очекуваат годинава да имаат кредитен раст од 8 до 10%. Очекуваме дека каматните стапки ќе бидат постабилни во наредниот период. Каматните стапки во моментот не се високи. Вие кога ќе погледнете историски, каматни стапки на стамбен кредит или на потрошувачки кредит се нешто малце над инфлацијата. Ме разбирате, ако инфлацијата е, 3%, стапка на стамбен кредит е 4%, значи не тото што треба да го заработиш за да ги оплодуваш парите ти е само 1%. Од Народната банка вела дека банкарскиот сектор е стабилен. Очекувањата се кредитирањето да расте, но потоа да следи благ пат. Кредитната активност забележала силен раст во првите 9 месеци и според есенските проекции на НБМ ќе изнесува 11,6% до крајот на годинава. Зголемувањето на депозитите пак ќе изнесува 9,5%.